Битола на преминот од 19 и почетокот на 20 век представува конзулски град и средиште на истоимениот вилает. Во периодот пред поделбата на Македонија 1912-13 година тој е втор град по значајност, веднаш по Солун. Во тоа време не само Битола, туку целата Отоманска империја е во процес на европеизација, со што наголемо се отвора вратата на неостиловите кои во локалниот контекст и традиции формираат сопствени особености. Согласно економската моќ на граѓаните, она што го гледаме во Битола, како сведок на времето за кое говориме и позицијата на Македонија во пошироки рамки, представува локална форма на палата. Таа не може да се споредува во габаритот и квадратурата со она што значи во империјална Европа, но концептот на битолската куќа е вид на симбиоза на споменатото со отмените вили. Некои од нив интегрирале и општествени функции. За разлика од Скопје, каде она малкуто што преживеа од предземјотресниот град, собствениците го продадоа за некој стан плюс под покровителство на рутинските урбанистички планови. Во Битола се уште има сериозни обиди кај собствениците за сочувување на фамилиарните куќи и староградските традиции. Но, доколку во скоро време не се пристапи кон планско документирање и државна интервенција, повеќето од куќите ќе бидат осудени на пропаѓање, а собствениците осудени да живеат во споменици во распаѓање. Шетајки низ улиците на градот, Битола е многу повеќе од широк сокак, ќе ги забележите сите стилски влијанија врз еклектиката од класицизмот, барокот, ренесансата, готиката, романиката. Негде во напредна форма, негде во благ транзициски чекор врз традиционалната македонска градска куќа, сегментарна појава на декоративни надпрозорници, рамки и сл. Различните манири и архитектонски вариетети на овој град се уште му даваат шарм поради реалната физичка присутност наместо фотографската меморија и носталгични спомени. Конзулска Битола се уште можете да ја видите, да ја почувствувате. Наследството не е само фасадата, тоа е една целокупна композиција, урбанситичка, а потоа и архитектонска, повеќе индивидуални или повеќе семејни објекти, во оригиналната конструкција, со добар дел сочуван ентериер, мебел, столарија. За жал, голем дел од објектите веќе влегуваат во фаза на распаѓање и видливо исчезнување, со делумно адаптирани простории со променета на дворешна столарија. Но постојат и примери во кои се чувствува ентузијазмот да се сочува и адаптира просторот, да се сочува врската со оригиналноста. Битола заслужува внимание, но пред се освестување кај сопствените жители, кои ќе можат да ја подигнат оваа иницијатива за вредноста на сочуваната традиција. Замислете како би било денес да зборуваме за Фиренца, Рим или било кој друг туристички центар, единствено преку цртежи и фотографии. Да не дозволиме оваа присутност да исчезне пред нашите очи, како што тоа се случува во Скопје.